Исплатата на субвенциите за 2021 е една од можните сценарија за оризопроизводителите од Кочанско се спасат од досега најтешката година. Итната исплата не значи и предвремена, објаснува Ставре Јанев од Независниот земјоделски синдикат, посочувајќи дека во период кога се прават планови за старт на нова сеидба, овие пари се од голема помош на оризопроизводителите, кои поради високите цени на ѓубривата, а ниски на арпата, се задолжени до гуша. Дополнително ситуацијата ја влошува и актуелната политичка криза, поради која што на дневен ред не е дојден предлог ковид мерката за дополнителни 3 денари, за која што веќе се алармираше дека не ги опфаќа сите земјоделци. Само по себе укажува каков е односот кон земјоделците кога не може да се постигне на цена од 55 до 60 денари за откупот на ориз. Од тука сметаме дека со сета сериозност владата на Република Македонија и ресорното министерство треба подитно да ги прифатат барањата упатени до нив, а се со цел, пак ќе речем, да бидат создадени ситуации во кои земјоделците ќе можат да преживеат и евентуално да се припремат за новата наредна производствена година. Прашавме и во Агенцијата за поддршка на земјоделието, дали ќе го прифатат барањето и ќе им излезат во пресрет на оризарите. До овие вести не добивме одговор. Оризопроизводителите до владата доставија листа со која бараат бришење на каматите за заостанатите придонеси, ослободување од закуп за државно земјиште, зголемување на контрола на квалитетот на вештачките ѓубриви и препарати, како и слободен увоз за регистрираните земјоделци. Доколку барањата не им се исполнат, оризопроизводителите се заканија со нови порадикални протести и блокади на патиштата.